Почитувани, јас сум професор доктор Зоран Крстевски, автор на 11 книги, кои што пишува за личниот развој, за филозофските вредности, за мотивацијата, за себеосознавањето, така што на многумина сум им познат во јавноста, но еве за оние кои што не ме знаат, ова видео ќе читам нешто од мојата книга Програмирање на умот. Се определив за тема поврзана со лица кои што манипулираат и наметнуваат лажен ореол на жртва. Така што да видиме како од нив да се спасиме на некој начин, како да се дистанцираме од таа негативна вибрација. Значи, насловот е умислени жртви. Најголем предизвик на денешното живење е како да воспоставиме внатрешна хармонија и да бидеме во мир со себе. Нема поголемо задоволство од чувството на внатрешна хармонизираност, исполнетост и креативна активност. За да ги постигнеме овие вредности, неопходно е да развиваме екологија на духот, да се прочистиме од штетните влијанија. В индиската филозофија тоа е објаснето со терминот клеши, кој подразбира духовна нечистотија, валканост на душата на некој начин. Тоа произлегува од одавање кон алчноста, копнежост, заслепеноста, љубомората и нагневот. За да избегнеме нечистотијата на духот, клучно е да не влегуваме во релација со лица што негуваат негативистички определби, односно манипулираат, изневеруваат, создаваат одредени пакости. Најголемата мудрост произлегува од мирот со самите себе си, но и од умењето да се дистанцираме од поединци што може да дисхармонизираат нашата личност. Главната задача е да внимаваме на неморалните индивиди кои се служат со лаги и манипулации во остварувањето на своите ниски цели. Иако воопшто не е лесно да ја согледаме моралната изопаченост на таквите поединци, сепак со преиспитување на нивните поставки и со разговор, поставување проникливи прашања, барем деловно ќе може да видиме со кого си имаме работа. Затоа може битно да имаме на ум следната точка. Секој самосвесен поединец треба да избегнува однос со лица што имаат низок морален критериум. Откако ќе не идеме на таквите индивиди, најпаметно е да се тргнеме на страна и воопшто да не влегуваме во каква било релација. Неморалната единка поседува матрица на нечестност, од која многу тешко ќе успее да се ослободи. Фолклорната мудрост го објаснува тоа со зборовите: еднаш крадец, за секогаш крадец. Некои лица станале нечестни поради емоционалната оштетеност од минатото. Тие не успеале да се ослободат од емоционалните болки, трауми, тегобност и изневерени очекувања, поради што и самите почнале да ги прекршуваат правилата на често и морално однесување. Затоа треба на ум да имаме втората точка. Бега од неморалните и внимаве во односите со емоционално оштетените поединци. Иако секој човек е емоционално оштетен, сепак, некои лица вложуваат во личниот развој и успеваат да ја разрешат тегобноста, додека други постојано ги носат траумите со себе, израчат со негативни вибрации. Поединците што не се ослободили од емоционалниот отров, честопати манифестираат фрустрација, анксиозност, незадоволство и критицизам. Тие имаат мегаломански очекувања и нервозно им пристапуваат на нештата. Тоа предизвикува да обстојуваат во немир и да развиваат синдром на недостиг. Затоа, ретко се задоволни со тоа што го поседуваат и постојано чувствуваат дека работите не се одвиваат како што очекуваат. Третото поучно правило е да ги преиспитаме релациите со лицата што развиваат лажен ореол на жртва. Некои единки, иако се полни со морална нечистотија, предпочитаат да глумат пред јавноста дека се жртви на туѓо лошо однесување. Затоа неоправдано ги обвинуваат другите и наметнуваат мислење дека трпеле грубост, дека психички ги малтретирале, дека ги искористувале на емоционален план или пак на некој начин ја искористувале нивната добрина. Градејќи го лажниот профил на жртва, овие единки потенцираат дека судбината сакала постојано да налетуваат на лоши партнери, поради кои биле принудени да трпат, да се себе потиснуваат и да страдаат. Наместо да проникнат во собственото ниско ниво на самокритичност, неодговорност и лажливост, тие префрлаат вината врз другите, обвинувајќи ги за сето лошо што им се случува. Кога одредена личност долго време трпи разни психички удари, а не презема ништо за да се за себе заштити, тога се работи за психолошки мазохизам или пак за лична карактерна
слабост и малодушност. Никој не сака да обстане онаму каде што не се чувствува убаво. Никој не сака да биде со лица што ги загрозуваат неговите сигурност и безбедност. Така што секој самосвесен поединец ќе побара решение и ќе иницира промени. Од другата страна, кога некој постојано се доживува како жртва, тогаш тој живее со филозофија на недостиг и не е свесен дека проблемот сушност се наоѓа во него самиот. Секогаш треба да бидеме внимателни во релацијата со единките кои постојано ја префрлаат вината врз другите. Притоа, превеличувајќи ги туѓите слабости, идеализирајќи ги собствените вредности. На тој начин, тие сакаат да се спасат од одговорноста за личните неуспеси или пак за сите своји неморални постапки. Затоа проектираат дека другиот им напакостил, ги блокирал, ги унесреќил, ги спречил да ги реализираат личните потенцијали. Ретки се поединците што станале свесни за собствените духовни слабости, за површноста, за слабоста на карактерот и за моралната загубеност. Обично луѓето сметаат дека тие се позитивните, додека другите се негативните. Затоа треба да имаме на ум следна препорака. Лицата што поседуваат висока духовна свесност, внимаваат на достоинството и не дозволуваат лошите влијанија да ги одведат на раб од амбисот. Ако сакаме духовно да напредуваме, неопходно е да бидеме самокритични и да не ги обвинуваме другите за работи што ги немаат направено. Притоа, ако и реално сме жртва во одредени состојби, треба да разбереме дека самите сме се определиле да бидеме жртва. Никој со сила не може да направи жртва од нас. Секој има опцијата да избира и да одлучува како ќе се постави во одредени животни ситуации. Некои од духовно воздигнатите поединци избираат да страдаат поради високи цели и идеали, но тоа не значи дека тие се жртви, туку патоводители кон вредноста и позитивноста на животот. Постојат голем број револуционери, духовници, мислители, кои со своите хумени определби го трасирале патот што води кон светлите димензии на постоењето. Да се биде свесна жртва за доброто на другите, народот, значи да се биде херој и создател кој оставил дела што никогаш не умираат. Од друга страна, лицата што се сметаат себе си за најголеми жртви и упорно го презентираат тоа пред јавноста, сушност се егоисти и манипулатори, кои предпочитаат само ним да им биде добро. Овие лица се мощно опасни, бидејќи за својата сладкоречивост и умислена добронамерност кријат суровост и нарцистичко расстройство на личност. Затоа треба да бидеме внимателни во релациите со лицата што експонираат ореол на жртва, како и со единките што градат лажна слика пред јавност. На социјалните мрежи препознаваме лица што се представуваат себе си како насмејани, отворени, хубани, но во приватниот живот знаат да бидат исклучително арогантни, конфликтни, егоистични, нарцисоидни и така натака. Поединците со нарцистичко расстройство на личноста во комуникацијата фаворизираат самољубие, искажано низ зборовите: јас можам, јас знам, јас ти кажав. Тие очекуваат да се зборува само за нивните квалитети, колку биле паметни, убави, вредни и така натака, барајќи од другите постојано да им бидат на услуга и да ги задоволуваат нивните потреби. Треба да знаеме дека нарцисот ужива да гледа од височина и затоа бара лица кои целосно ќе му се почини. Овие единки не трпат некој да биде поуспешен, повреден, поспособен и посреќен отколку што се тие самите. Во нивната ментална агенда е да омаловажуваат, да критикуваат и да пронаѓаат туѓи слабости. Една од главните карактеристики на нарцисите е во нивната умешност да манипулираат со јавност, прикажувајќи се себе си како жртва на неблагодарни, лоши поединци, а со кои некогаш биле во брак, во врска, работеле заедно или другарувале. Манипулацијата прават со цел да привлечат што поголемо внимание, затоа што во патологијата на нивната личност доминира потребата од виденост и токму тоа ги мотивира постојано да бидат на социјалните мрежи. Нивниот фокус е исклучиво насочен кон собственото его, бидејќи имаат екстремна зависност од одобрување, пофалби и воодушевување. Во личните односи предпочитаат да го контролираат блискиот и да управуваат со неговиот живот. Денес стана клучно да бидеме духовно будни со какви единки сме си фатиле работа. Секоја погрешна проценка може да не оддалечи од мирот и хармонијата. Затоа не треба идеализирање на другите, туку добра анализа на нивните дела, зборови и стремежи. Тоа ќе не спаси од потенцијално разочарување и од губење на нашата енергија.
За нарцисоидноста подетално може да прочитате од мојата книга Исцелување на душата, а секако за сите аспекти на јактење на духот, на позитивната енергија, може да прочитате во оваа книга од каде и што го читав текстот за умислени жртви, значи програмирање на умот. Една од моите најбарани книги која нуди и користи совети и насоки како да се почувствуваме мирни, опуштени, среќни со самите себе си и да изградиме едни позитивни односи со лицата кои што го заслужуваат нашето внимание, нашата енергија и нашата емоција. Благодарам.